Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Знаете веќе, местото каде што звездите отвораат душа, а ние се обидуваме да им влеземе во душата и да го извлечеме од нив сето она што можеби некаде сте го слушнале, ако е така да го потврдиме, ако не е да го демантираме, или да дознаеме некои сосема нови работи кои за прв пат ги кажуваат, а каде на друго место, зашто знаете веќе никаде ништо слично како овде во Ништо лично. И денес имаме една ексклузивна гостинка, вистинска дама од македонската фолк естрада. За незе сигурно може да се каже дека пее од мали нозе, затоа што првата песна ќе испее уште на 8 годишна возраст, пеејќи во разни училишни хорови, за потоа заради својот глас и талент дури да го представува својот роден град Прилеп на некои училишни надпревари. Првиот албум Феномен, снимен на 15 години, а песната Пупу Машала, која кај ја направи незиниот, ај така да речам, доживотен соработник Дејан Момировски и сограѓанин, ќе ја вивне во естрадната орбита. Се разбира, потоа доаѓаат и други песни, доаѓаат интересни видеоклипови, доаѓаат многу хитови, а таа ќе стане позната и по гласот, ама и по стасот. Атрактивна, згодна, млада, сексапилна, едноставно човек да посака не само да ја слуша, туку и да ги гледа видеоспотовите од младоста. Доаѓаат многу настапи, разбирливо, фестивалите ќе ја зацврстат кариерата на звезда на естрадното фолк небо во Македонија, доаѓаат мноштво турнеи и низ Македонија, особено за оние нашинците во диаспората, Австралија, Канада, Америка, но не е се така мазно и лизно, не е се така блескаво и сјајно во низиниот живот. Многу животни превирања, една љубовна приказна која ќе изроди 3 дечиња, 3 ангели, но ќе изроди и мноштво недоразбирања и ќе заврши со бурен развод. Како и да е, потоа, таа е една од оние ретки кои нема да падне, туку ќе се издигне од пепелта како вистинска жена, ќе успее да ги надмине и преброди сите недачи кои се случуваат, за повторно да застане на нозе и повторно да блесне. И како жена, и како мајка посветена на своите деца, и како естрадна кралица. А кога сме веќе кај круната, таа ќе биде крунисана во една од најпознатите естрадни звезди кога е фолк музиката во Македонија. Родена Прилепчанка, на релација Прилеп-Охрид-Скопје, а денес со нас заедно и со вас, за да го прочештаваме и представиме сето она што се вели живот и кариера на една од првите фолк дами во Македонија. Добре ни дојде Елена Велеска. Добре ве најдов, одлична најава. Добро вечер за сите. Благодарам да станеме си одиме, све кажав, не? Се кажа, да, како те изслуша внимателно, нема нешто што не знаеш. Нешто ако кажеш што не треба. Се беше прекрасно. Тешкичка е ова топка, некој да гаѓа, ако не му се допаѓа нешто од најавата. Споменав, пееш од буквално од мали нозе. На кого е генот? Кој се вентна? Баба, дедо, мајка, татко? Кој има во семејството? По мајка ми, значи сите се музикални. Не дека кај татко ми не се, но музикални сме сите, свадбина, овакво туку професионално. Јас мислам дека талентот најмногу по мајка ми, по вујко ми, кој што е хармоникаш, но тој не заплива професионално во музичките води, туку јас уште како дете само го гледав и го слушав како знае да свири и да работи со хармониката. Јас во тоа време одев кај нив да свирам на мало хармониче, да му се придружам и секогаш знаеш да свириш хармоника? Не научив, но желбата ми беше преголема и се уште талентот за да научам не ми изгаснал. Сега тој талент го гледам и го гледам дека се развива кај Калија, бидејќи е самоука и знае се да свири што ќе види. И гледам Калија е најмалата, да. Така да навистина една музикална фамилија каде што од секогаш сме пеели, сме биле весело семејство. Супер. Како реагира твоите кога реши Чичо ми рече пејачка стани, како вели песната? Никој не ми рече, туку јас се борев уште од мали нозе да пораснам без стрплива, бидејќи ете на 15 години, како што кажа, јас ја започнав музичката кариера, од 14 до 15 го снимив мојот прв албум, мојата касета, и
многу песни имав на неа кои што мислам сите песни ги работевме со Дејан Момировски. Уште во тоа време се сеќавам дека се боревме да се представам како млад надежен талент кој што тогаш беше во тоа време предизвик да се излезе на македонската телевизија. Јас со автобус сум патувала само и само да се појавам на телевизија. Значи, да. Времиња. Да, значи јас бев толку нестрплива и кога на 8 годишна возраст, како што кажа, испеав песната Бумбар од Фалбаџија, веднаш после тоа тие аплаузи ме фасцинираја и викам сцената е моја. Јас со душа чекам само да пораснам и да се представам. Што ти рекла дома кога сватија дека ти всушност нема друго да работиш во животот, ќе бидеш пејачка? Има против, држ не да имаше. Она што во тоа учи сигурно она што во тоа време ми го нудеа беше училиштето да учам и да одам со нив на нива. Викам јас не доаѓам на нива и постојано се каравме за тоа. Да, на тутун. Не идам на нива уште од себе ви кажувам. Значи ти сите проблеми ги правиш. Јас имам многу попаметни работи отколку да идам на нива. И уште како дете не може со мене да се разберат. И навистина како едноставно јас ги спасив сите од таа сиромаштија. Како сите да ги спасив од таа сиромаштија и до ден денеска гледам сите да се среќни, а за мене последно гледам да сум среќна и секогаш Бог е со мене и не ме остава да бидам несреќна. Дај Боже да е така цел живот. Сакам да те прашам, почна и до ден денеси така те третираме како фолк пеачка. Да. Ама оние песни на почетокот Наркотику мој, Невина, не знам, Луда и перверзен, така и сите тие такви, многу повеќе се влечат на забавно, не речам се забавни. Да. Зошто се определи за фолк, а не за поп музика? Сега ќе ви кажам една случка. Јас уште кога излегов на Мелфест, кој што беше фестивал, на кој што се представи Тоше Проевски и пеевме ни една година заедно, каде што тој настапуваше со песната Yesterday и ги собра сите награди оправдано, бидејќи тогаш навистина се бараше квалитет и да се представиш како она што го знаеш да го презентираш. Јас пеев таа година од Маја Оџаклиевска "Не допирај ме" и зедов второ и трето место, второ од жири, трето од публика, така некако беше. Така? И многу бев задоволна со наградата која што ја зедов и баш професорката која што ми беше по музичко ми вика: ти прекрасно испеа, но имаш нешто народњачко во твојот глас и во твојата боја. И мене и викам, мене ме влечи таа музика, а не дека не знам, јас многу убаво знам да ја пеам забавната музика, но ете може би сето тоа што се слушало во нашата куќа допринело повеќе да ме влечи народното, но како што иди со тек на годините, внимателно ги бирам песните и гледам кога е момент за помодерен звук, кога е момент за етно звук, кога е момент за фолк песна, така да имам за сите генерации да кажам и сакам да се носам во тренд кој што се налага. Така. И сега што сакам да те прашам? Сакам да те прашам, кажи ми, видеоспотовите ги спомнав јас, денес музиката, впрочем, како многу повеќе да се слуша со очи отколку со уши, односно повеќе се гледа, ама ти беше може би една од ние пионерите во Македонија која прва имаше такви, ајде да речам, видеоспотови разголена со еротски набои, со за Пупу Машала, сексапил кој овако имаше ли, свесно ли го правеше тоа и какви беа коментарите во тоа време? Од секогаш имавме смислено стратегија со Дејан Момировски како да бидеме забележани и први на сцената со нешто што ќе се појавиме. Секако дека не треба да биде превулгарно, но мене навистина во таа возраст на 20 години ми стоеше да се појавувам така и беше осмислено сето тоа. Навистина сакавме да привлечеме внимание и бевме уникатни, бидејќи јас кога го правев тоа владееше една таква
таква табу тема беше народната музика, што јас некако како да му ги измешав математиките на сите. Го скрши мразот што да, се го скршив мразот и како да му ги измешав сите критериуми што се за народната песна. И ете во тој период наркотику мој кога ја испеав, тоа беше на фестивалот Роса, последни завршивме и сите ми викаат, ја имаше најубавата песна, но како да не беше за на тој фестивал таа песна. И викам, тоа беше суштината, зашто ние сакавме да бидеме различни од сите. Добро. И затоа велам, видео спотовите пак ти ги работеа различни луѓе, не знам, наркотику Принц мислам дека го работеше. Да, работевме со Принц, со Чедо Поповски, со Томато, со потоа од Бугарија работев со најврвните, со Дејан Миличевиќ исто, значи ги пробавме сите. Зошто ги менуваше режисерите, а остана верна на еден човек кога е аудиото во прашање, дали е продуцент, аранжер, не е битно, автор и така, Дејан Момировски според. Зошто навистина сакам да експериментирам и да видам која песна, кој стил на кого ќе прилега. Само музика или? Не, во се. Во се. Тоа ми се допаѓа. Мислам за јадење, за готвење. Не. Во секоја сфера сакам да експериментирам. Ми се допаѓа. Сакам луѓе што, како се вели, ги возбудуваат новите работи кои ги истражуваат. Апсолутно, ако не истражуваш нема ни да дојдеш до нов моменти, до ново издание, до нов заклучок, до нови задоволства, до нови искуства. Така е. Дејан Белом остана верна до крај. Тоа е тој. Дејан Момировски за аудиозвукот, дефинитивно тоа е тој. Ти од Прилеп или? Не дека од Прилеп, туку дека најмногу ме познава и вика, кога би ми дал мене да работам со најврвните, јас тебе би те ставил на прво место, бидејќи знам што треба и што можам да извадам максимум од тебе. И така е, тој уште пред да му ја дадам јас песната, знае во која интонација би ми лежело, каде треба да ја работи, да не одиме превисоко, да лежи, да е пријатна за уво за публиката, така да тие финеси многу е убаво да ти ги има, некој те познава, да. Така. Што се однесува пак до стиховите, до песните, мислам во многу од нив има автобиографија. И во оние, не знам, во Невина дали има автобиографија до душа. Тоа беше смешно кога го читавме и двајцата, се изнасмеавме, но викам тоа е ударно нешто да се прикажам како Невина, бидејќи тогаш имав не знам дали 19 години, така нешто беше. Да, и тоа беше малку контрадикторно, но викам убаво е зашто малку внесуваш различно во името на песната. Да, за скокот кај малку воз да внесуваш. Во името на песната, да. Но има автобиографија и во сите други песни. И во тие тогашните, ама и во овие дури сегашните, да. И во сегашните. Да. Кога ќе го прочиташ текстот, стиховите, ако се пронајдеш себе, ти дава ли поголем мотив за подобра изведба? Кога пат ја пееш, кога ја снимаш? Некако целиот мој живот е испеан низ песните. Значи, многу песни имам кои што се како да личат за мене како биографски и многу имам како посветени на некого. Значи, секој период како да имаат некое си значење. Еве, последно, кога ја изведував на Прилепскиот фестивал Останав дама, целиот мој живот е раскажан во таа песна, во Останав дама. Се додека сега не ме пронајде Љупче Василев во Еј жено, вика да се знае ти си ти си лидер, вика во таа сфера и ти треба да ја отпееш ова песна, бидејќи тебе сите жени ти веруваат. Како да е логично продолжение на Останав. Да, а ти знаеш најмногу да ја сносиш и да ја изведеш и навистина и така беше. Кога се затворивме во студио да ја изведуваме, Дејан само ми кажа, види кога имаш одма термин, викам имаме полн погодок. И моментот беше да се извади песната за 8 март, да биде поклон за понежниот пол. Не знам, за наркотику му имало еден или повеќе наркотици, не буквално смисла наркотици, љубовни наркотици. За љубовни наркотици кои или она говорот на телото. Кој тоа го препознал? Говорот на телото беше од Ѓорги Галајџиев, тогаш
живеев и работев во Струмица и така од некое си животно искуство сакаше да биде испеана таа песна и мене лично многу ми се допаѓа и самата интерпретација некако тоа гребење со гласните жици, самата изведба, внесување во таа песна, не знам, баладите некако ми се со посебна емоција ги изведувам и навистина ми лежат и кога ќе се внесам во баладата јас знам. Ама и видеото возбудливо, Томато го имаше направо вертикално видео до душа. Ама беше прилично возбудливо. Како да беше, не знам, по мене веројатно последниот видеоспот во кој ја видовме Елена во онаа форма, од тогаш навака Елена сосема малку поинаква. Така ли? Јас не знаев какво сценарио ќе приреди Бане од Томато и оставив на него. Баш ме интересираше како ќе сака да ја доживее оваа песна и да го долови видеото да се совпаѓа. И немав воопшто против замислата негова. Не сакав да одам со моја приказна во која што ќе му ги измешам идеите и визијата која што ќе ја има за тоа видео, така да оставив се тој да размисли во какво издание да бидам појавена. Така. Ги споменав и фестивалите во најавата, се појави нема фестивал на кој не се појави, мислам, Македонија, од Гоце Фест, мислам, првиот беше, па до овие последниот Тетовски фолк фест, не знам, волам од Цветници да не ги Ама некако како да те снема од фестивалите, те се презасити или има потреба веќе од нив? Како да немав соодветна композиција понудена. Значи ако ти понудат да одбиваш, што сакаш? Ако имам добра песна не одбивам. Валандо, еве го има и Новиов на Алачки фестивал во Владимиров, како се вика. Значи мора да имам добра песна, инаку не би сакала по секоја основа само да ме има, а да не биде приметена песната и во мој стил. Так. Спомна ти пред малку, се обиде пред неколку години да правиш кариера надвор од Македонија, имаше и дует со еден бугарска звезда. Со Борис Дали. Тргна и таа соработка ми се чини, или барем требаше со Pioneer, односно Планета, ама тоа некако како да беше епизода и не стана серијал. Што се видите, јас сега ќе ви ја кажам вистината во овој подкаст. За прв пат ова ексклузивност. Да, јас си навивав да си пеам македонска музика на македонски јазик, иако тие си преферираа да пеам на нивни. Да, и викам јас, извинете, ама ние не се разбираме, јас не дојдов да презентирам бугарска песна. Туку дојдов македонската да си ја презентирам. И викам, ама кај нас тоа не оди така, викам, кај вас можеби не оди, ама јас не сум со таква цел, зашто јас не можам да си изгубам онаму каде што со години сум траела и сум градела нешто и сега туку така да ми појди се по вода 30 години кариера за да излезам јас да пеам само на бугарски. Според мене музиката стварно нема граници, ама ако се даде приоритет на нештото, јас сакав да си дадам приоритет на македонската песна. И сакав и така излегов со Погледни ме за крај, си излегов со македонски производ на бугарска телевизија и после почна ајде за дует, пример немаше проблем да направиме, не е проблем за дует, но потоа почна уволнен си од живота ми, јас ја направив и на македонски, мене како што ми одговара и викам ако сакате соработка, навистина сакам да пеам на македонски, инаку би било на голема моја штета да пеам на бугарски јазик, зашто не планирам, не ми е таква идејата и визијата. Значи, оно што сакав да го направаме, да си ја изнесам македонската песна и да се претвори во помодерна, бидејќи мене тој R&B звук кој што го пеевме со Борис Дали многу ми лежи и сакам да експериментирам, да внесувам новитет, а и во меѓувреме го соработувавме со Оцко, кој што е македонец, а многу популарен во Бугарија. Јас се го избрав како тим да ми е и тие одма вика
А Оцко, за тебе со привилегија за 3 недели, вика, ти ја стигна твојата композиција, а ние го чекаме по 3 месеци, викам, сега треба да имаш. Беше дел од продукцијата на Тошидор, беше во Македонија, потоа замина да живее и работи. Да, и вика за македонката, вика, се што треба јас ќе помогнам. Значи, дами и господа, горда македонка да, благонадежна българка не. Никако. Добро, ама подосна, ако не Бугарија, ако не Исток, ајде да видиме север. Пробај кај овие комшиите наши многу популарни што е ораат Македонија, седно. Како и да е, грантама и таму некако, и таму ли нудеа варијанта? Не, таму излегов јас 2 пати со староградски песни, еднаш ја испеав Лоша копија, како моја авторска, но тие навистина обожаваат да ги слушаат нашата традиционална песна и музика ја сакаат, најмногу во Србија. И не сум уведен дека нешто многу сакаат да не форсираат, да. Не сум ни јас убедена, затоа многу не верувам. Така да јас бев една од директните пејачки која што закажа состанок кај господинот Шливич и вика, кај мене ниту еден не се осмелил вака да дојде, ненајавен, и јас директно појдов на состанок. Шливич е режисер на видеоспотови, така? Не, Шливич беше главниот директор што е со Лепа Брена. Шливич, да. добро. И вика, што сакаш ти да правиш? Викам, сакам да видам каков пакет ќе ми понудите тука. И некако тој период ми беше малку промашен за да одам на српскиот пазар, но тоа не значи дека сум се откажала, но јас навистина сакам, сум горда на тоа што ја презентирам македонската песна, и ако нешто треба да се случи, можеби треба да се случи или македонска песна на грант да пеам, или пак некој си убав дует. Пример, мене како неостварен дует ми е со Саша Матич да направам. Так. Да, од српските кога би бирала, бидејќи ги има некако според мене ги има некако најдобрите текстови. А за мене текстот е број 1 кога се избира песна. Так. Зошто, спомнавме, велиш дека нешто многу не сака да не форсираат, јас сосема те поддржувам. Зошто македонските пејачи, што е по тебе причината што ние никако да поминеме Табановци, или ако одиме на Блици се враќаме, а овие ораат Македонија 35 години која сакаат како сакаат. Ние како да треба да ги изнесиме парите во соседните држави, а другите како да треба да ги изнесат одовде. Тоа е проблемот што нас горе уставно не на есапата, ние им се поклонуваме на секој. Не знам, но на секоја лева шуша што ќе дојде, ајде се квалитети сите, па и дека. Точно, и кога се во прашање Србија, гледам како гледаат одредени луѓе, не сите, одредени луѓе кога станува збор за Србин, како ние да имаме комплекс на ниска вредност, а не дека секој Србин е убав и успешен. Дискотеки, кафани, хотели и така натаму. Јас не се подценувам за никого, значи секој си е квалитетен во на што си го работи. Апсолутно би било да зборувам и да се негирам себе си, бидејќи си го знам својот квалитет и не подлегнувам под ничие омаловажување. Да те прашам, 2,5 децении си речи, можеби и повеќе нешто од тоа на естрадава. Не ли сметаш дека е време за сопствен голем солистички концерт? Тргна работа полека, почна фолкерите да прават и тие сопствени, од можеби не преголеми сали, ама Миле Кузмановски прават, сакам да кажам, тргна работа. Си размислували за, не знам, едно крунисување, да. Како да не, време е, значи јас немам солистички концерт направено во Македонија, важам за едно од најголемите имиња. Прва лига си. Да, и секој што ќе го праша што направил концерт, ќе каже тоа е голема одговорност и обврска од која што нема да заработиш, туку го правиш само за углед. Така да не дошло време, но јас сметам дека како издржан изведувач и повеќе од 25 години на естрадата, време е за да се направи солистички концерт и со неколку звучни имиња кои што би го поддржиле како гости на мојот концерт. Тоа би било навистина одлична идеја. Идеја ќе остане на идеја или имаш план некој? За сега немам план, а разговаравме со Дејан Момировски дека е потребно тоа да се направи и да се круниса.
Може би Некој не, заработка може кој би да знае, никош не знаеш може, како ќе ама тргне. може би не треба да одиме на преголеми очекувања на посетеноста, туку ете нека биде јас како ги гледам работите. Максимум нека бидат 1000 гости и нека се направи една турнеја низ цела Македонија, низ повеќе Домови на градови. култура, на Да, така во има. домови на култура. Не мора ние да очекуваме сега над 5000 гости. Значи, јас би била задоволна да бидат и до 1000 гости, а да направам неколку концерти во поголемите градови низ Македонија. Така. Во меѓувреме многу настапи по угостителски локали, клубови, дискотеки, не знам како се вели, хотели, каде веќе ресторани, каде све не се пее. Кажи ми, дали се женските пеачи, односно пеачките, во привилегирана ситуација во однос на машките пеачи кога е извлекувањето бакшиш во прашање? Дали е пресуден гласот, дали е пресудно да му ја погодиш песната или миничот и деколтето? Не, пресудно е да му ја погодиш песната и моментот за таа песна. Имаш ли ти своја магија, своја формула Да, јас како тоа се прави? Како тоа се прави? најмногу извлекувам пари на патриотските песни. Кога сум низ диаспората зборувам. Диаспората секако се пали на диаспора за Македонија. А за во Македонија навистина повеќе сакаат да обрнеш внимание на изгледот, да изгледаш добро вечерта за да извадиш добар бакшиш и Значи длабоко деколте и ние имаме поголеми критериуми имаме во Македонија. Да? Да. Што тоа? Поголеми критериуми. Повеќе гледаме да е полн пакет, скоцкано и глас и стас. Отколку само глас, Да. И да е комплетна пеачката, да знае и да пее и да извади бакшиш. Добро, ама знам пеачки што доскоро нема ниту една песна, а се кралици на бакшишот. Еве Марија Луиса. Има и такви. Еве Марија Луиса, например. Има и такви, јас не би сакала да коментирам, секој си знае што прави со својата кариера и со своето име и презиме. Секој почнал од некаде, но ние ако немаме своји авторски песни, ништо не правиме со туѓите. Така. За да бидеш ти име и презиме, мораш да имаш лична карта, да имаш кои песни се твои најголеми хитови. Така, свој печат, свој идентитет, така. Спомнав многу настапи, се уште пееш. Гледам дека ти е полна агендата. Доволно полна барем. Знам дека има и вакви и такви ситуации, има и супер да кога ќе си поминеш во една вечер. Имало ли непријатни случаи, имало ли ситуации, пијани гости, нападни газди, што знам, и како ги решаваш во моментот, како ја решаваш таа ситуација? Видете, за токму ова прашање кое што сега го поставивте, моето долгогодишно искуство кое што сум го имала на самиот почеток низ кафани и ресторани, доволно ме научило да знам да се справам со одредени ситуации, не дека немало, но како што созреваш и работиш, гледаш дека во кој даден момент треба да престанеш или да игнорираш или да не обрнеш внимание дека нешто ти се нуди непристојно, така да се во зависност од моментот како ти да знаеш мудро да се извлечеш од таа ситуација, инаку секако дека имало. Имало непристојни предмети. Да. Дај ми еден пример, ајде, нешто, не мора име и презиме, дај ми ситуација опиши ми. Не, тоа се однесуваше на некоја песна кога бара некој пијан гостин или кога треба да избегнеш кога те гледа масовно публика и кога ти приоѓа некој пијан гостин со кој што ти треба во моментот дали да пееш, дали да се справуваш со него. И Дали има газди обезбедување? Да, и одма реагира обезбедувањето тука, така да сега кога сум веќе тоа што сум, не ги имам таквите ситуации, но кога гостуваш кога гостуваш во такви кафани и ресторани, таму нема баш ограничувања. Секакви гости. Да, секакви има. Имало ли, не знам, непеачки непристојни понуди? Обично, извини, ја сватиш погрешно, ама
многу од нив кога се поднапијат сакаат да однесат пејачката, како се А како немало, како немало, секако дека имало, нивно е да си понудат, наше е да ги одбиеме. Така да секој со своето си тера, секој со својот план. Ти се бедисал ли некој гостин така? Ама сега знаеш, ти си таму пејачка и не може, мислам, секако имало дека ми се бендиселе и имало симпатични момци секако. И шармантни, што ви рекле. Да. Добро, че бе така. Кажи ми, кога сме кај непријатните случаи, неодамна и самата ти тоа го сподели на социјалните мрежи, ама искрено и ние као медиуми бевме шокирани, па некои преземавме дека лажна вест, што би рекле фейк ньюс, тоа е сега модерно, дека Елена Велеска посегнала по собствениот живот, односно Елена Велеска се обесила. Не дека поверував на тоа, ама си викам, ајде да провериме. Така испадна стварно дека е тоа така. Мене Софија, керка ми најголемата, дека мамо, виде ти за тебе што пишува, ке поминеш низ чаршија, ке се исплаши некој дека шета жива. Многу беше смешно. За мене беше смешно. Како го доживе? Мене прво ми го кажа еден колега во Охрид и вика, ти имаш видено што се пишува за тебе? Викам, не, ајде пушти ми. Да, ајде пушти ми. И вика, абе, од памет ме извади, јас мислев дека нема да крениш на телефон. И веднаш реагираја децава, мамо, вака и вака за тебе. И викам, леле, уште ова, чекај, викам, сега и јас не можам да се соземам. Не го свати воопшто трагично, зашто веќе сум имуна на се што излегува. Значи, комично го свати. Да, и смешно беше. Смешно беше бидејќи е невистина, а од друга страна, оние кои што ме познаваат, не знаат дали е лага или вистина, почна да звонат и да прашуваат. Отварам да ви гледам на социјални мрежи. Сум посегнала во животот. Толку ми е мил животот што немам таква намера. Многу ми е убав. Да те прашам, си размислила или може би си истражува или пријавила, не знам, по овој органите на прогонот, кој тоа тебе сакаше? Кој сакаше да го смести на Елена Велеска? Јас стварно не знам. Дали е некој, имаш ли ти лака по твојата логика нештата, некои непријатели кои се поврзани со одредени ситуации па се обиделе, посомнева ли на некога, ајде најконкретно те прашам? Не, во последно време имав многу непријатни случаи. Еве сега ќе откријам, пред да заминам за Америка, автомобилот ми беше искршен и бев ограбена. И заминав само со пасошот и со микрофонот. Значи кражба или зло? Значи тоа ми се случуваше наназад, ако се го вратам времето, 5 пати со ред. 5 пати? Да, и кај мене и кај мојот бивши сопруг истото се имаше случувано, така да... Значи конкуренција? Да, не знам веќе што да мислам и не би сакала да алудирам на некого, но тоа ме направи многу посвесна и многу поуспешна да внимавам со кој се дружам и каде, на кој се верувам, така да многу не треба да се верува. Така е, ама како да ти кажам, има некои кои го прават од љубомора, има некои кои го прават од завис, има некои кои го прават чисто да ти украде нешто. Ама кој 5 пати верувам дека мене ми се случувало повеќе низ годините да сум ограбувана и никогаш не сум дигала фама околу тоа. Па значи, знаат, имаш. И колку и да немам, повеќе ми дава Бог. И секогаш се случувало, пример, сега ќе зборувам за во времето во Струмица, кога си го купив првиот автомобил Chevrolet Matiz и го настапував на еден концерт. Како гостин излегувам од концертот и Матизот го најдов на бандаши, 4 гуми дупнати и распарани со нож. Да. И мене одма ми кажа кој го има направено тоа. И напротив, некако таа сама ситуација ме направи уште посилна. Маш или жена е, само кажи? Маш, по препорака на маш. И сватив дека
машкиот свет може многу повеќе да го изиритира женската трпеливост. А јас сум толку трпелива како жена и воопшто не обрнувам внимание на се она што се случува, бидејќи колку обрнуваш на нештото внимание, само му даваш на акцента, нема потреба. И сватив дека мажите не можат толку да се носат и да се издржливи како жената што знае да се носи и да поднесува. Па ако се породилните болки, најболки на светот, а мажите не се пораѓаат, јасно ми колку може да издржи жената. Точно и сватив дека еднаш во една емисија имавме за задача да оценуваме стајлинзи измеѓу женски две и машки две. Леле, кога се налутија машките меѓусебно, вика, и мене само ми вика водителката, вика, Елче, ти дали виде, вика, машкине ќе се испотепаја за наградата, а женски бе око не му трепнува. И викам, леле, викам, да не се конкуренција, мажи бе ќе се ги извадат очите. Ој, сега што, како се вели тоа, сме мажи, има мажи на кои им значи облекување, ама тоа е друга приказна се, не навлегуваме во тоа. Кажи ми, Ере на која сме кај автомобилите, сакав да те прашам. И сакав да докажам дека самата таа ситуација на штета ме направи денес да возам Мерцедес, а покрај Мерцедесот што ми го искршија сега, не знам што следно ќе возам. Така да секогаш кога ми го прават штета, наубаво излегува. Значи, не се трудете, не ја дојдеме со Мерцедесот, ја донесува па си отидоа и ќе ја земат. Значи, и престанете да ми кршите автомобилите, зашто не знаете со што ќе дојдам следниот пат. Ето така, тоа е едно. Второ, како се вели, вие престанете, ама затоа сама си ги крши. Скоро беше кога се... Што си кршам сама? Ништо не кршам сама. Не знам ја. Пишува медиумите од Бандера дека сте завршиле. Тоа беше несреќен случај. Не возев јас. Така? Не возев јас, значи, да. Значи, кршат пак други, само овој пат задоволен. Не, тогаш снег падна, тогаш беше многу лизгаво таму каде што бевме. Така да бев пресрекна што нема жртви, најубавата радосна вест беше тоа, а јас за метал и за такви работи воопшто не жалам. Бидејќи се поправа. Добре, како викаат, не е болест се што боли. Така е. Се поправа. Да, се поправа. Кој може и да не се поправа, затоа треба се чува. Да. Добро е. Кога сме кај здравјето и чувањето, по се што ти се случуваше по сите оние бурни периоди околу недоразбирањата, семејни, разводот и така натаму, колку ти беше тешко да останеш своја? Сепак е, како да кажам, секој што, ја не сум разведен, ама имам блиски мои луѓе кои се разведени, велат, лаже секој што ми вели дека разводот е лесен, воопшто не е. Тоа е вистина, јас да знаев дека е толку тежок разводот. И болен, може. Да, и болен, зашто кога се и лично и кога деца се во прашање, тоа е многу болно нешто и како успеа да останеш нормална, ајде да те прашам. Јас си знам како успеав да бидам нормална, но сето тоа за да остане во добри, мирни услови, секогаш гледаме да го поднесиме со бившиот сопруг и не би кажала ништо лошо за него, бидејќи сепак тоа е родител. Да, стишено е се. Да. Ова дистанца гледано. Убаво е. Значи, јас секогаш сум за децата да си растат со двајца родители. Можеби моето мислење за некого не е добро, за некого е, но јас сум секогаш таа што попуштала и што гледа да најде НЗС, а да се срекни децата, бидејќи ниту едно дете нема да е среќно ни без мајка, ни без татко, туку да се присутни секој во својата сфера и домен, бидејќи јас никогаш не гледав да зборувам лошо или да наштетам нешто на таткото, зашто секогаш птицата е поубаво кога лета со две крила. Јас тоа се согласувам дека е така, ама ќе се согласиш и ти со мене. Не ќе да навлегувам во детали, имаше многу шпекулации. Неверство, љубомора, не знам, ова и она.
Како само да се додаваше масло врз огнот, а тоа најмалку требаше, бидејќи секогаш сме гледале да ги заштитиме децата. Јас причина која беше есенцијална, која беше клучна, дека не може повеќе заедно. Не, мене ми беше нејасен целиот случај и сето тоа незрело размислување, ама ајде, ако некој не сака да биде со тебе, нека не биде. Значи, конкретен проблем немало човек. Немаше конкретен проблем и како сето, како цел случај да се лизна низ раце. Маж друга жена. Не беше неверство во прашање. Добро, сакав уште нешто да те прашам кое е врзано со мора ти прочитам едно нешто во една прилика, велиш малку подосна, после сето тоа, велиш телото се чисти со вода, егото со солзи, умот со знаење, а душата само со љубов. Водата чисти, солзите смируваат, умот те држи присебен, но душата одново е полна само ако има љубов. Да. Има ли сега љубов после се? Видете, јас сватив дека ние треба навистина, може би ќе звучам сега егоистички, но и воопшто не е така, кога ќе поминеш низ различни болни и тешки ситуации, но ние навистина треба да си се сакаме прво себе си, а после таа љубов да ја пренесуваме на сите околу нас. И јас тврдам дека најголемите мои љубови се децата, Софија, Марко и Калија, за кои што навистина направив многу и имам за кого да живеам и имам цела гарда позади мене. И така да не сакав да има војна меѓу нас, да не презентираме неубава слика, туку борбата беше цело време чии се децата, а наши се децата, се бориме за старателството, а викам еден мора да попушти, ајде да не ги будалиме децава, зошто вака, зошто така. Попаметниот попушта се? Да. Или како велат, ни попаметниот не е толку будала да попушти. Ама кога нема решение ќе попуштиш, зашто сета таа тензија се пренесува на другија, штетата може уште пофатална да биде. Така да еден мора да спречи за да не лечи. Да, еден да спречи. Прашав има ли сега љубов, мислев на нова љубов. На нова љубов? Сега сватив дека јас мене ми е најубаво сама како уметник, за да си ги бркам обврските, не дека немам потреба од љубов, да не бидам сватена погрешно. Се уште блага, се уште убава. Ама толку сум фокусирана во она што го работам и толку гледам да им помогнам на тие деца, барем додека ги исправам на добар пат до 18 години, а после што ќе ни наложи животот, не знаеме. Така да немам на повидок нова љубов. А емоции и страсти мора да... Емоции си имам, јас си ги задржувам во мене. Да. Добро, значи некој е на нишан, гледам ја. Само се чека да биде отстрелан. Добро. Како реагираш се? Има додворувачи, сигурно ти си жена. Многу има додворувачи. Особено знаат се, си сама слободна си велат. Да, но јас кој знае што си мислат, ама јас воопшто не се давам така лесно. Не реков ја дека да. Кој знае што си мислат, ама има удварачи многу. Како реагираш? Како да ти кажам, веројатно велиш многу. Што вагаш прво? Што е тоа со што бите? Прво гледам кој што е и што сака. После, кога ќе го видам профилот и кога гледам што сака и кој, разгледам. Сака што да сака друг. Мене ме сака, ама има икс причини дали смее да сака, дали може, дали треба, што бара во мојот живот, со која цел и така. Значи ги вагаш работите, ги вагаш. Апсолутно. Додека не испитам ДНК. Не оставам така. ДНК да видам. Со млекото и јогуртот како беше, така ли? Повеќе не верувам на никого. Добро. Ама тоа не значи дека треба се откажете, драги мои. Ваква прилика, ако успеете да загриза, тоа беше ваш. И вие нејзини. Како и да не биде ова сега реклама, да не бидам наводаджија, она што е спроводаджија, како ги велат. Уште спроводаджија ни фалат. Така. Спомна три дечиња, три прекрасни ангел,
две девојчиња и едно машко, најстарата, па средното машко, па најмалото девојче. Така ли е, да. Кој го има талентот на мама? Ја гледав нешто по социјални мрежи, дека некој свири клавир, па некој пееше на некој натпревар, па и освои награда. Таа ли е таа? Софија го имаше талентот и го развиваше, но не сакав да ја форсирам, бидејќи многу е фокусирана на школото сега овој период, има многу за учење и со самото тоа што гледа колку е макотрпна оваа работа која што ја работиме, вика, мама јас не би можела, вика, ете имавме еден дует снимано на етно албумот, мамо кој чука на порти и почна веднаш да се јавуваат за да ја бараат за пеење. Вика, мама, мене ова ми е многу тешко, вика, јас не знам како издржуваш ти, викам, јас знам и јас не сакам да ве принудувам. Да, се, знаеш, јас не сакам да принудувам ако ти не се чувствуваш дека треба тоа да го правиш. И јас знам што сакам и со љубов. Сега вчера пример договарав една емисија и ми викаат дали може да дојдеш следниот петок и викам да, можам да дојдам, а вика специјално треба да дојдеш само за тоа, вика ако немаш некои други обврски, викам јас уживам во тоа што го работам. И мене не ми е воопшто тешко тоа да го правам. Се што е во склоп на работата, јас навистина каде и да ќе стигнам, зашто знам да си го распоредам. Знам дека 2 секунди траеше договорот. Ало, Елена Антонио, подкаст, да, доаѓам, кога, фала, пријатно. И кога стигнав? 45 минути пред да започне снимање. Благодарам. Молам, помогате група. Така ми кажуваат и сите, вика, нема поодговорен човек за договарање во емисија со тебе. Иако од друг град дојдеш. Значи од Софија ништо, од пеачка што правиме од други? Со Калија, сакав да кажам дека тој талент кој што го имав и таа страмежлива што имав како дете, јас го гледам кај Калија, бидејќи според мене таа си е самоука, ама апсолутен слухиста, бидејќи што и да ја дадеш, таа знае да отсвири, а нема еден час одено на музичко ни ноти знае ни ништо, туку едноставно си ја свири песната. И тоа е она што ме прави мене среќна и што ме интригира дека детето си го носи талентот на мама. А Марко е музикален, но многу е посветен на фудбал. Многу си е успешен, да, спортист. И викам, Марко, ти многу сакаш да пееш и да си го вежбаш гласот, зашто да се биде фудбалер и музичар, таа спојка е многу добитна комбинација. Тоа е, малку ги има такви. Панчев едно време пееше, има 2 песни снимено, ама кај нас реткост е тоа. Како да ти кажам, кога слушам нова песна, Еј жено, има една меланхолија порака која ни сите што минале сличен пат на твојот или некакви премрежја, како да сакаш да им ја како некакво спакувано искуство, па рецепт како треба да се однесуваат после тоа, колку треба да си свој, колку треба да си нечи, колку треба да дадеш, а колку да земеш. Камоли јас викам да бев толку силна и мудра како што знам сето тоа да го пренесам и да го презентирам, но не секогаш сум толку силна како што знам да го промовирам. Во мене, ако ме запознаеш вистински, Владе е една голема емоција, емотивна жена, една многу лесно ранлива и кршлива, и јас секогаш сум ја имала до мене и мојата мајка и мојата сестра за најголема поддршка, и мојот татко секогаш биле дел од она што го работам, и тие најмногу знаат колку е макотрпно ова нешто што поминував, и вика, ти како да немаш лимит колку многу е тешка оваа професија, а со 3 деца е уште потешко и како да си создаваш само предизвици. Викам, не, јас знам што сакам, јас го живеам мојот сон, бидејќи од мала јас сакав што побрзо да пораснам и знаев дека сцената е мојот живот. Хобито во професија. Да, јас без тоа не можам да живеам, ама ако сакаш да ме казниш мене, тоа е да не пеам. И јас не дозволувам на ниту еден кој што влегол во мојот живот да ми поставува такви услови, бидејќи ќе биде или оставен или ликвидиран. Па сега ти види овие. Значи како ми влегуваш во живот, ми кажуваш сега нов правилник како треба јас да функционирам, а 30 години сум успешна во тоа што го работам. За додзрувачите, слушам само тоа, не треба повеќе. Кога ја слушнам прв пат, еј жено, каква емоција пробуди во тебе? Како или прочита текст?
текстот? Сега ќе ви кажам како беше. Значи, тој текст беше чуван 5 години за мене. Ја цело време на ти на вие. Може ли на ти да завршиме? Да. Беше 5 години чуван текстот за мене и кога го прочитав, и јас само му реков на Љупче, ова е страшна песна, ова чувај ми ја. И јас малку подзаборавив на таа песна. А зашто 5 години стоел во фиокат? Зашто не тогаш? Тогаш беше... Ако го прашате него, сега ќе зборувам во негово име, ќе каже ти си мојата најголема муза и инспирација за творење. Значи, покрај тоа што си прекрасен човек и што знаеш да ме изнасмееш така природно, вика најсериозно ти си единствената која што знае да го извлече најдлабоко што е скриен талентот во мене, да го извлечам преку тебе, а да го прикажам најквалитетно како што да ти ја доловам женственоста и уникатноста и ти треба да бидеш лидер во оваа работа и тебе ќе ти поверуваат кога ќе го отпееш тоа, бидејќи сите знаат која си ти и со што си се изборила во животот, а тоа е потребно за една жена. И моментот беше да ја направиме композицијата и да ја да биде готова и како подарок да ја пренесеме на понежниот пол токму за 8 март. Така, за зашто 5 години стоела во фиоката? 5 години стоела зашто затоа што пред 5 години, тоа те прашам. Затоа што малку јас ја подзаборавив, а премногу бев наклонета на албумот Осум аманети, кој што се работеше 3 години и само во меѓувреме Љупче ми се јави, вика ти планираш некогаш да ја снимиш песнава, од кога ми рече да ти ја чувам. Викам знаеш дека јас сум подзаборавила на таа песна, пушти ми ја одма и ми ја пушти како со демо снимка, со пеење. И викам ова е страшно нешто, да, ова е страшно нешто колку добро може да испее. Викам сега ќе му се јавам на Дејан да ни даде термин за снимање. И веднаш се согласи Дејан, вика само пушти ми да видам за што се работи, вика да е авторско, да не е копирано, да не е преработка, ништо такво немаше, туку си беше лично негово дело. Ти ли си таа во И да, и вика ова е страшно нешто. И кога ми ја направи со музика, со пратечки вокали, мене ме викам, леле, оваа песна ме асоцира како за на Евровизија да е подготвена. Многу е различно од тоа што пеам. Јас таква песна не сум имала. И до ден денеска еве коментарите, комплиментите кои што ги читав и ги добивам, и под видеото стојат прекрасни коментари. Значи, еден коментар кој што ме освои, го читав синоќа, вика совршенство во неколку минути, браво. И тоа се тие честитки за оној кој што ја разбира и ја осеќа песната и емоцијата која што владее во неа. Така. Подзаборавив да те прашам, ама полека доаѓаме до самиот крај. Како е беше една од првите која ги искористи благодетите на естетските зафати. Како е денес твоето мислење за тоа? За не знам, денес веќе ботокс, филери... Да, денес веќе секој го прави тоа. Јас гледам некако да е во една посмирена форма, поумерено, да е природното повеќе застапено. Беше силиконска форма, така во тоа време. Па бев, но 2006 јас правев естетски корекции, кога што тоа беше табу тема за Македонија и јас го правев во соседна Бугарија го направив и јас се одлучив на нешто што е поквалитетно и со доживотна гаранција. Инаку имаше и поевтини варијанти, но тоа беа... Така ли е? Доживотна ли е гаранција? Да, доживотна гаранција. Немало потреба од корекции? Не. Денес како гледаш на тоа? Ги правиш ли тие ситни корекции, ботокси, мотокси? По потреба. Многу малку само по потреба. Зашто кога гледам колку е сето тоа преувеличување непотребно, да се изместиш од личниот опис, не би сакала до толку да се бетонирам, но навистина онаму каде што има потреба да се направи нешто што е сведено на минимализам. Елена, теретана, меретана, джогинг, сега малку имам абстинирано од тој поглед, но не би рекла дека ќе се откажам, туку напротив сега имам период каде што бев презафатена со снимањето и со промоцијата на песната, но оваа недела уште ми е така фул полна. Од следната недела влегувам во теретана и многу малку ми треба мене да си го
да си ја вратам линијата. Па не сакав да кажам да не сватиш погрешно. Малку ми треба, инаку знам дека имам вишок на килограми, така да. Ја не реков тоа и не сакам да. Знаеш како? Ова е Балкан, како велат, подобро да те лула отколку да те жулја. Многу има што му се допаѓам повеќе ваква. Јас лично си сметам дека имам вишок на килограми и дека треба да си по тежината на штиклите, да. Зашто многу часа стојам на штикли и гледам дека сето тоа ме уморува како повеќе од што треба, затоа сакам да си ја средам килажата. Животот у кафеана не е лесен. Водиш ли здрав живот или се пие, јаде се и се што? Зависи кога каде. Значи сега претежно бев фокусирана на концерти кои што ми беа низ Европа. Еве минатата недела бев во Франкфурт во Германија. Таму јадете у кафеана, не? И таму има скарана голема. Но не преферирам таква храна, гледам повеќе да сум на цедени сокови, вода во изобилство, салати, од месо најмногу риба, морска храна, така нешто здраво. Добро. Здраво за здрав излет. Ама мора и како што идат сега посериозно годините, сето тоа што го внесуваме како да не сака брзо да исчезне. Како да се па добро, не ми се баш. Добро, не сме тинејџери, ама се едно. Ај која сме веќе кај тинејџери овие години? Тинејџери се моите деца. Така е. Она Елена и ова Елена. Што е тоа што е слично, а различно? Видете, сега оваа Елена е со многу животно искуство и јас за ништо не го давам тој момент, бидејќи кој како и да дојде и да ми приди, и не секој придува со чесна и убава мисла и намера. Значи треба внимателно да ги бираш, бидејќи запознав низ животот многу глумци и глумци во наводници, непрофесионалци глумци. Разбирам што зборувате, драга. И сватив дека мажите многу лукаво можат да одглумат. Како жени тешко, ама добро, тука жените се многу поитри по лукави. Точно, ама не сите. Јас еве лично не знам да глумам. Иако глумата ми одеше како дете, ама лично да знам да му изглумам на еден маж дека постои нешто што не постои, не знам да го изглумам. Туку знам све од како се вели, од љубов до оргазам, што би рекол. Добро, така да искуството не си го давам за тоа што сум била на 20 години, иако и тогаш мудро сум играла и сум ете бев единствена пејачка која што од 20 години до 27 година, од 20-та година до 27 додека имав, живеев и работев во Струмица и бев една од најодговорните, да речам, пејачки која што уште во тоа време пред да си го купам матизот. Зошто сте Скопје, Струмица? Струмица, бидејќи е многу најмузикален народ. Значи таму се пееше од понеделник до недела. Штипјани не се согласуваат дека е така, ама добро, тие велат дека е Штип најмузикалниот. Не би рекла за Штип дека е најмузикалниот, зашто ваму од понеделник до недела се работеше. Јас се молев понеделник да ми е барем слободен за да се одморам. Но и тој ден го давав каде што се работеше на едно место само во понеделник и јас навистина немав време кога да одморам. А се случуваше и денски да пеам од 2 до 19, од 14 до 19 и навечер од 10 до 4-5 во рестораните, во кафаните кога се работеше. Така да Ново село да биле. Да. Куклиши, значи многу беа посетувани и популарни тие места и јас воопшто не се срамам од моите почетоци, бидејќи тие биле едно одскочно ниво кое што ме научило на многу искуство како животно, така и тогаш во тој период повеќе пари тогаш се заработуваше или сега? Повеќе тогаш, секој ден си пееш. Немаше време кога да ги трошам парите. Што им правиш? Матис. Немаше време кога да ги потрошам. За крај. Последно прашање пред да преминеме на кратки блиц прашања. Кажи ми, сите учиме од сопствените грешки, од сопственото искуство. Што научи
ти од сопственото искуство како горко искуство, што научи како она што и денес би го применувала и конечно на што си најмногу од што си најмногу разочарана, на што си најмногу горда? Не се разочарав од ништо, бидејќи научив низ животот да бидеме своји. И така ќе ги учам и децата. Еве, нека биде тоа еден совет од мене до сите кои што не гледаат, што го гледаат ова интервју, дека никогаш да не си дозволиме да зависиме од некого. Секогаш да бидеме своји. Еве, јас на децата им викам, 18 години правите, веднаш треба да полагате за возачки дозволи. Да почнете да работиш нешто. Да почнете да работите, да ви купиме автомобил, да почнете сами да се борите низ животот, да видите што е работа, да си имате навика да работите и после никој да не ви е крив ако некој ви и никој да не дозволиме да не команда, зашто ние сами го носиме одреден талент. Јас имам благослов од Бога и талент вдахнат дека јас треба да бидам естраден уметник и не сакам никој во тоа да ме спречи. Значи мене талентот ми вреди и така тоа гледам да го пренесам и на сите оние кои што носат било каков талент, да не дозволи партнерот да му го наруши или да абстинира од нештото, а подоцна партнерот да е крив за тоа. Затоа сами да внимаваме на грешките, сами да бидеме самостојни, како што се борев од дете за сама, и не очекувам, до ден денес не очекувам никаква милостина од никого. Туку најубаво ми е кога сама си сум свој газда. Така и е, и така треба да биде. Да. Хај сега да видиме овие што велат блицкриг прашања. Прашање одговор. Дали песна од твојот репертоар што најмногу ја бараат на настапи, ама твоја песна? Најмногу ја бараат Висок притисок, Срце бакшиш ке ти дадам. Тие се тие? Да. Добро. Песна што никогаш не ти здосадува да пееш? Бел лебед. Убав мој бел лебеде, со тебе црно е се. Настап што никогаш нема да го заборавиш. Веројатно имал повеќе, ама. Имам неколку настапи што нема да ги заборавам. Еден од најубавите концерти. Еве сега последно ќе го посечам настанот во Фулда, каде што имаше огромно мнозинство на тоа што ми текна. Инаку многу настапи имало кои што си ги сакам. Так. Најголем бакшиш што си го добил? Најголем бакшиш? Марки, евра, долари. Хајде, денари за... Мислам со Ферус Мустафов беше, свиревме една свадба. Имавме, и то многу луѓе бевме, имавме по 2 или 3.000 евра на човек. Да. Да. А од една тура, од едно давање? Од една рака? Од една? Сигурно од прилика толку било. Може би максимум до 5.000 евра. Не, зборам во еден момент некој. Во еден момент да ти остави бакшиш. Не знам, немало некои такви ситуации, да речам, секогаш треба поќе да се собеат. Скржави се, Треба поќе маси да се сработат. Так. Град каде што публиката најдобро те пречекува? Струмица. Добро. Фолк или поп музика што приватно слушаш повеќе? Приватно поп слушам повеќе. Да. Со децата, да. Добро. Песна од друг наш пеач што посакуваш, како оваа не беше моја. Зборам за нас. Мене искрено, еве ќе ви кажам една ситуација која што ми ја нудеше менаџерот во Бугарија кој што бев, Елена, сними ја оваа песна додека ти викам тешко мина докторе. Не ми е воопшто криво што не ја снимив, но ми излета некако низ рака и само што почнавме да работиме ја изваде Дамјан Стојановски песната, бидејќи се пееше многу и беше популарна во Бугарија и ми вика, ти реков да ја снимиш, а ти уште си спиеш на умот. Не била за мене, викам, јас не се лутам на тоа. Да. Повеќе си за искрен коментар, што боли, или за убав комплимент, што не е баш искрен? Нека боли јако, сакам искрени да бидат луѓето, бидејќи тоа ме учи каде да не сгрешам следниот пат. Така. Мирна вечер дома или продолжуваш во ноќен живот после настап? Мирна вечер дома. Јас обожавам после сите ангажмани да легнам и мирно да спијам. Така.
Што прво забележуваш? Очите, насмевката или енергијата кај некој? Прво му прогледувам во очите, бидејќи очите ми се огледало на душата, да видам како изгледаат и што прави со нив. Ако цело време му играат Очите нешто по тука мушараат. сумливо е. Добро, може му шараат, ама по тебе. Не знам јас дали по мене или по нешто друго што има во план. Љубов на прв поглед или љубов што се раѓа со тек на време? Љубов на прв поглед ми е поинтригантно некако. Од секогаш сум сакала уствари јас да запознам така некоја љубов да ми се случи на прв поглед. Да, од секогаш сум Сметаш сакала дека така. сите љубови се на прв поглед или Не сметам. Имало љубови кои што треба да се се развиваат. да. Да. Добро. Љубов со музичар и љубов со човек што нема врска со естрадата. Мене сите ми викаат, зошто ти не си најдеш некој музичар? И викам, тешко нас ќе биде. Тешко нас ќе биде. Нема да се видиме со него. Но ќе живот двајцата. Толку. Кој на каде? Да беше така, Казна невидена. немаше 3 деца, ни едно ќе беше. Да, точно. Значи со некој друг. Што нема врска со музика, Да. со естрада, да. Да. Срцето или разумот кога носиш важна одлука? Ама важна одлука. Па, Се зависи дали е љубовна да душа. Или е нека... секогаш гледам да не избрзам да размислам вистински, ама сепак тоа ми го одлучува дали срцето ми го сака или не, а подоцна. Сепак ќе речам срцето, зашто умот може да не излаже и да не однеси на многу места каде што не треба да залутаме. И срцето може, ама добро се тоа. Да, ама ако не е во срцето некој, ако не е во срцето, можеш да си оствариш многу работи. Не го прашуваш умот тогаш. Да. Добро, кафе наутро или спиење до пладне? Кафе наутро. Рано будник си, а? Да, иако не преферирам многу кафе, вака за во емисии да бидам малку по свежа за одговориве, да не ти заспијам, инаку сум прилично смирена особа и трпелива и може да ми падне енергијата, а секогаш гледам кафето да ми е пред емисија. Иако вода пиеме. Пред емисија, да. Шоњеве се за кафе, ама вода пиеме. Да. Добро, и сосема за крај. Да не беше пејачка Елена Велеска, што ќе беше во животот? Сигурно некој модел. Јас сакам модата, јас ги сакам сцелинзите или некој стилист. Модел до 20 години, до 20 Да, никоја. ќе бев со рок на траење. Така. А вака без рок на можам и траење. стилист да бидам, зашто во тоа уживам и секогаш сакам да изгледам модерно, урбано, да бидам во тренд, така гледам и моите деца да си се развиваат. Отворете бутик во Охрид, во Шприглев. Не е на одмет, сум размислувала и на тоа, да. Така? Да, ама за подоцна. За кој ќе, како се вели? Кој ќе не ме барат да Рокот на траење, кој ќе биде помине. при крај. Тоа е тоа. Елена Велеска, дама што остава впечаток во разговорот. Ти благодарам, Благодарам и на вас. што дојде и да му достоиш мене лично и пред се нашите гледачи. Се надевам дека кажавме некои работи кои беа слушнати, некои кои не беа слушнати ексклузивно и некои работи кои и треба да се кажат. Ми беше задоволство, јас си поминав многу лабаво во твојата емисија, Лабаво и те викнавме. да, така Не на и ме викнавте. сослушување, на дружба. Точно, иако очекував малку по Жесток, распливани и жестоки муабети, но многу беше убаво. Иако ми беше предизвик да бидам во твојот подкаст. И сакам, веќе ретко кој се одлучува на подкасти сега да зборува, но мене секогаш татко ми може да знае да ми каже ти си добар оратор, ти оди во таа емисија, знаеш да зборуваш. Фала господине кој сте поучиле да дојде. Благодарам и тебе. Молам. Те поучили или не поучили, мислам дека е добро за твојата кариера, ама и за гледачите да Апсолутно да ме запознат од друга страна. Апсолутно. Како се вели? Еј жено, да те видиме и од другата страна. Да. Тоа е тоа. Елена Велеска, дами и господа, Благодарам. а вам, драги мои, ви благодарам што ете. Поминавте уште еден подкаст заедно со нас. Ако ја гледате премиерата, лека ноќ, ако гледате рано изутрина, добро утро, ако гледате преку ден, добар ден, како и да е, ова останува
24/7 365 дена во годината, кога и да не гледате, се надевам дека со задоволство го проследивте или ќе го проследите ова издание. Оти имавме една вистинска естрадна звезда пред микрофонот и камерите, а воедно и жена, мајка кралица. Ако е тоа така, а не е поинаку, ви благодарам вниманието со нови ексклузивни гости веќе следната среда за 7 дена. До тогаш, чао!